Во последните неколку години, реформер пилатесот стана еден од најпопуларните тренинзи во светот. На социјалните мрежи постојано гледаме фотографии и видео тренинзи на реформер, па се поставува прашањето дали навистина станува збор за фитнес тренд или е тоа нешто многу повеќе. Денес на оваа тема, реформер пилатес, разговараме со мојата гостинка, професор по физичка култура и сертифициран реформер пилатес инструктор, Даниела Велинска. Даниела, добре дојде во мојот подкаст. Добро ве најдов, Мери. Како се чувствуваш, прво кажи ми? Па да ти кажам јас како се чувствам кај тебе на час. Супер, баш сум благодарна што сум дел од вашата емисија и подкаст Биди свој. Баш ми е мило и драго што создавате место каде што секој од нас може да ја сподели својата приказна. Успешна приказна, да, и да даде мотивација и поттик и на другите да во тоа што го сунуваат, да не се откажуваат, бидејќи еден ден тоа може да им стане реалност. Так, јас на самиот почеток ќе кажам дека ти се бавиш со спорт долги години, не е нешто ново. Меѓутоа, ова што го започна да го правиш пред извесен период е навистина една револуција, во Струмица. Ти прва започна со тоа. Втора, така, но сепак беше огромен предизвик, да се започне нешто ново, па како ќе те прифатат луѓето. Ние знаеме дека се вежба во Струмица, се оди на теретана, се оди на аеробик тоа, но тоа беше навистина нешто ново и убаво што спомена дека не треба да се откажуваме, си имаш зацртана цел и се движиш кон тоа. Љубовта кон спортот ја имам уште како мала. Уште од мала бев многу активна, никогаш не сум знаела долго да седам мирна. Многу сум љубопитна за секоја нова активност што ќе ја видам и на социјални мрежи и низ светот. Да, извини што те прекинувам, ме интересира каде за прв пат го виде реформер пилатес? За прв пат го видов во Скопје кај мојата драга Јасна. И ја контактирав дали може да одам кај неја на час. Таа имаше слободно место и беше откажала една девојка, па така ние заедно двете бевме 1 на 1. Така. И во еден момент, бидејќи јас бев 1 час таму, во еден момент таа ме праша мене дали некогаш имаш пробано реформер пилатес. Јас ти кажав не и продолжив да тренирам. Ние буквално 1 час немавме никаква комуникација, само ја следев, ги слушав низините инструкции. Так, но ти си отиде на час реформер пилатес, не отиде со бизнес идеја. Да, и кога заврши часот, ми кажа Даниела, дали некогаш повторно ми го постави истото прашање, имаш вежбано? Јас си кажав не, зошто? И ми кажа, ја памтам низината реченица, затоа што и да ти дадев го правеше добро и како да имаш претходно искуство. И тогаш во глава мене ми кликна, ми дојде идеја, можеби тоа е нешто следно што можам јас да го правам. И така се одлучи идејата за моето студио. И затоа секогаш една добро кажана реченица во вистински момент може да промени нечи живот. Така беше и кај мене. И кога стигна во Струмица, ја споделив идејата на моите и без никакво размислување, тие се согласија и имаше поддршка. Да, имав поддршка и ми кажаа дека ако се одлучам да се бавам со тоа, ќе ми го отстапат и местото и дека ќе можам да отворам своја студија. Така. Те знаеме и како одбојкарка, нели? Да. Одбојкарската сцена беше долги 10 години. Ајде кажи ми каде Даниела се чувства покомотно? На одбојкарската сцена или сега тука? Па, можам слободно да кажам дека се чувствувам тука, бидејќи сигурно е причината затоа што е мое и можам да го имам комфорот, затоа што кога е нешто твое, ти си слободен во тоа, додека можам само да кажам дека спортот ме научи на дисциплина, на доследност и тие се некои вредности кои што ние ги носиме со себе, јас ги носам и во мојата работа. И тоа е всушност и сите ние кои што сме спортисти, знаеме што значи да се има тој ред и дисциплина. Да. И тоа има големо значење во животот, нели? Не само на тој 1 час реформер пилатес, туку генерално и во животот. Јас можам да кажам дека си доста дисциплинирана,
ајде да кажем и строга е малку, но се тоа за ние да постигнеме резултати. Да. Нели, доколку не сме насочени на вежбањето, нема да има резултати и Да. ти ќе си крива на крајот од Да. се. Имам и кратки прашања во однос на тоа за реформерот, но сега малку да го објасниме. Даниела, факт е дека гледаме на социјалните мрежи и видеа се споделуваат и фотографии, нели, познати личности. И многу, посебно од женската популација, знаат да кажат дека тоа не е за мене, затоа што, нели, немам вежбано ниту еднаш во животот, или имам прекомерна тежина, па тоа не е за мене. Многу причини се наоѓаат дека реформер пилатесот не е за нив. Ајде да го побиеме тоа или да објасниме што всушност значи реформер пилатесот. Првично мене ми привлече внимание реформер пилатесот затоа што тој е сосема различен од обичните фитнес тренинзи, затоа што таму имаме брзи и агресивни движења, а овде се работи со контрола, прецизност и свесност за самото движење. Кога почнав подетално да го изучувам, сватив дека реформерот не работи само на надворешниот изглед на телото, туку на функционалноста на телото. Тој ги активира длабоките мускули на телото и ни овозможува подобро да се чувствуваме, подобра енергија и подобро држење на телото. Во врска со тоа кој се може да го користи или кој се може да започне со реформер, тоа е и причината затоа што многу луѓе го сакаат, бидејќи не постои човек што не може да вежба реформер. Реформер може да вежба и почетник, може да вежба и мајка по породување постпартум, може да вежбаат и бремени жени и спортисти за да ги подобрат своите спортски перформанси, и може да вежбаат и луѓе кои што имаат болки со грбот. Затоа што моментално најмногу што доаѓаат од клиентките кажуваат дека имаат проблеми со грбот и вратот, а тоа е се од седичкиот начин на живот, затоа што 90% од луѓето работат пред компјутер или телефон. Но сепак Дани, може нели со Дани да ти се обране? Така сме научени. Многу е битен и инструкторот. Јас претпоставувам дека не може секој еден да биде инструктор на реформер пилатес. Да. Битен е и затоа ние сме таму сега после 6 месеци од отворањето. Ми се придружи и Ѓорги, мојот партнер, и сум благодарна за тоа, затоа што ми беше напорно да го издржам тој цел период сама, бидејќи имаме наразлични клиенти. Јас се трудев и додека бев сама и сега кога е тој со мене, да имаме индивидуален пристап за секој клиент посебно, затоа што секој клиент има некое свое ниво и секој, пример, дали е почетник или напреден, секој започнува од едно ниво па стигнува до напредно ниво. И така гледаме да можеме да ги искомбинираме, дали почетници со напредни, па да работиме напоредно еден со друг, за да не и клиентот се осети, пример, разочарано, бидејќи ако не може некој да направи некој движење, знам, се чувствува нервозно, разочарано. Да, не е крај на светот, нели? Да, може многу лесно да се откаже. Да. Еве јас од искуство, нели, можам да кажам дека првиот час имав не можев да одржам стабилност на некој од вежбите. Да, баланс. Така, немаш баланс, па се нервираш, па ти се враќа креветот, па пружините, па трескат пружините, знаеш, и се чувствуваш налагано сега во момент, што правам, нели? Океј ли е тоа? И затоа те прашам, нели, не секој може да биде инструктор, јас претпоставувам поминувате обуки за да работите на тоа. Да, јас бев во Белград на обука. По таа обука, после неколку месеци беше и Ѓорги. Сега гледаме нова обука во јуни за нешто ново, кое што моментално се прошируваме и планираме во септември да имаме уште еден дел плюс и ќе има новитети и за тие нови справи, да ги наречеме машини. Исто треба да поминеме некоја обука, затоа што тоа е, да кажам, и слика пред клиентот, не е само да отвориш, него битно е и да и да има резултати на крајот од се, да. Даниела, дали е пресудно да си бил спортист порано?
па да добиеш сертификат и да станеш сертифициран инструктор? Па не е пресудно, но пример јас не би се сложила да тргнам по некој, да кажеме да отворам реформер пилатес, а да немам никакво претходно искуство во спортот, затоа што зазема баш голема одговорност, бидејќи еден мал потек може да направи проблеми и повреда. Така. И после ние ќе бидеме криви. Така, да. Затоа ми беше и прашањето, сепак треба да внимаваме каде одиме, на кого доверуваме нашето здравје и тело, нели? Не е се така едноставно. Навиду многу изгледа убаво на сликите и на фотографии, нели, на видеата, меѓутоа не е баш така едноставно. Дани, како всушност функционира справата на реформер пилатес? Пилатес реформерот всушност има подвижна платформа на која што ги изведува секој клиент сите вежби и имаме подпирачи за рамењата и за глава и имаме отпор. Секој отпор си има, секоја пружина, имаме пружини со отпор. Секоја пружина си има отпор, да кажеме, има 3 бои, жолта, плава и црвена. Жолтата е најлесна, плавата па црвената. Радост е на часот кога ќе кажете само жолта ставете. Уживаме. Да. Сите 3 црвени се исти. Има за секоја боечка има килажа. Пример, жолтото е околу 5 до 7 кила, после иде плавото, приближно до 12, 10 до 12 и црвената е околу 15 килограми. Тоа се прилагодува на самото секој, телото и колку може да се издржи. Според клиентот и пример ние со тие пружини, да кажам, си играме, според тоа како клиентот може да ги изведува вежбите, дали да му биде полесно или потешко, во зависност со кој отпор треба да ги изведува вежбите, па некогаш и да има предизвикувачки отпор за да ја осети справата. Така. А тоа многу често гледам видеа и од вас и од други, нели, од светски трендови, како се тресат мускулите на нозете. Што е знак тоа? Тресењето на мускулите не е знак дека клиентот е слаб или дека не е во физичка форма. Тоа е дека се активираат стабилизаторите кои што ние во секојдневниот живот не можеме да ги активираме. Тоа се мускули кои што се многу подлабоко, затоа што ние со било која друга физичка активност активираме многу поповршински мускули. А додека со реформер пилатесот ги активираме длабоките мускули и мускули кои што ние во секојдневниот живот нема со што друго да ги активираме и затоа тие со многу интензивно, да кажеме, со многу интензивно повторување се случува тој момент да дојде до тресење на нозите. Значи, добро е да се случи тоа. Добро е, да. Значи, добро работиме, на прав пат сме. Дали би препорачала комбинирање на реформер пилатес со други тренинзи и активности? Да. Како функционира тоа? Ние, пример, кога бевме во Белград на обука, таму им е направена салата да има комбинација теретана со реформер справи. И во таа теретана не може да влезе било кој, него они имат направена онлайн платформа и има да се закажеш час со кој тренер ти сакаш да вежбаш теретана. И во таа теретана сте пример само ти и тренерот, и ако има уште еден друг пар што вежба што вежба теретана. И тие таму прават пакети. Пример 2 до 3 пати неделно да имат теретана и 2 часа реформер. Теретана со реформерот е многу добра комбинација, затоа што во теретана ние го, да кажеме, го пумпаме мускулот, а додека со реформер пилатесот го издолжуваме мускулот. И таа е добра комбинација за добро да се оформи едно тело. Така. Често се вели дека резултатите нели се забележуваат многу брзо од самиот реформер пилатес. И сега ако јас почнам да вежбам, за колкав период би можела да видам резултати на моето тело? Да ги мотивираме малку женската популација, да ги поттикнеме. Резултатите се добиваат многу брзо и многу брзо ги осеќаат, затоа што ако ги прашуваме што осеќате, тие осеќаат затегнување на телото, посебно на долниот дел на долните екстремитети на нозете. И издолжување на мускулите и има многу клиентки, како што ти кажа, дека имат проблеми со грбот, ми кажуваат дека им се намалени болките и дека немаат болки. Имам клиентки што знаат да направат недела 2 пауза и да кажат морам да дојдам, имам болки со грб. И знам дека тоа им е баш затоа што го имат направено тој прекин.
додека, пример, редовно тренираат, телото сака конзистентност за нешто да очекуваме да имаме резултати. Да, мора да се има доследност, да бидеме доследни и конзистентни, затоа што ништо не доаѓа преку ног. Не е доволно да направиме еден тренинг и да очекуваме резултати. Треба да поминат 5 месеци, година, 2-5, па да очекуваме нешто вистинско, затоа што вистинските резултати доаѓаат со конзистентност. Не може да очекуваме ако бидеме само ако тренираме еден час. Да ни кажи ми, свесни сме дека во последно време се повеќе, сега зборуваме за женската популација, малку неблагодарно, секако нели реформер пелатисот ќе кажеме после може да биде и за мажи, меѓутоа моја перцепција дека почесто жени ве посетуваат и затоа разговарам нели женската популација. Моje мислење дека се подигнува свеста за водење здрав начин на живот, нели таа култура да ја имаме за водење на здрав начин на живот. Која е твојата перцепција? Дали имаме сега жени кои повеќе се грижат за своето здравје, за тело? Да, мислам дека таа свест е подигната затоа што познавам и знам жени кои што и сами си кажуваат своите приказни за дебелината, за храната, за хормони кои што знаат да варираат горе-долу и кажуваат дека и се грижат многу повеќе околу исхраната, а и тоа да во својата дневна рутина внесат барем 1 час активност, да се движат за да и тие самите се чувствуваат подобро. Да, но дали е доволно да кажеме еве јас одам 3 пати неделно на реформер пилатес, па другото нели си јадам нормално. Тогаш ќе имаме ли резултати? Често знаеме и така да направиме. Да, види, доволно е 2 до 3, тоа е и нормално, 2 до 3 пати неделно да се доаѓа на реформер. Подобро да доаѓаш 2 до 3 пати цела година, отколку да доаѓаш секој ден, а да трае 1 месец. Треба тоа да трае подолгорочно и за да видиме резултати. Искрено, јас имам девојка која што доаѓа уште од самиот почеток. Таа доаѓа максимум околу 4 пати неделно, но се уште не може да се среди со храна. Но тоа е до неа. И, пример, она има резултати, а се уште не е средена и со храна. И јас упорно ја убедувам, секојдневно ја кажам, на толку многу тренинзи да се средиш и со храна, ќе има многу повеќе резултати од она дена што го гледаме. Кај неа има многу намалено обем и целулит. Обично сите до сега што ми се, да кажеме, да ги наречеме трансформации околу 5-6, сите се со намален обем и трансформација. Нема многу намалување во килограми, но според мене и за мене е и подобро тоа, бидејќи тука се оформува телото. На некој, да кажеме, на висина од 1,71 м, многу добро изгледа и килажа од 65 ако се добро распоредени. А иако нормална килажа треба да биде околу 10, минус 10 од висината. И па за тоа зборуваме, нели, не е само да се дојде на реформер пилатес и другото остави на страна. Јади колку сакаш, не води здрав живот. Се тоа треба да биде еден пакет направено, нели, за да изгледаме на вистина здраво. Да не биде грижата за себе 1 час, а другите 23 часа да бидат било што. Да се подпираме на тој 1 час. Ама јас вежбав и ајде сега ќе јадам и ќе пијам колку сакам. Дани, што значи да се биде здрав денес? Да се биде здрав денес е многу повеќе од бројката на вага и од изгледот во огледало. Здрав човек е човек кој што може да го издржи темпото на живот денес, затоа што денес живееме многу брз живот, стресни ситуации, преплавени сме со информации. И здрав човек е човекот кој што без никакви, да кажеме, без никакво оптеретување го поминува цел ден во движење, се чувствува добро. Да, но сепак имаме луѓе, нели, кои не се држат до сите тие, ајде да кажам, правила за да бидеме здрави и неретки се случаевите кога луѓето, нели, имаат и заболувања и не се чувствуваме здрави. Кои се тие најчести грешки кои ние ги правиме? Најчесто започнуваат многу агресивно, со строги диети, со секојдневни тренинзи, со споредување со други луѓе. Многу е битно да нештото го правиме долгорочно за да имаме резултати, затоа што со брзи одлуки
и со тоа да секојдневно тренираат и бидат на строги диети, тоа ќе им покаже краткорочни резултати, но ќе трае многу кратко. Да. Нема Но да и биде немаат толку сила, нели, стаса. ако одеднаш се намали и храна, а вежбаш, барем јас така мислам, а вежбаш постојано, ќе немаш сила. Да. Ќе имаме и контраефект. Контраефект. Морам да те прашам, еве ти си во спортот долги години и сега како инструктор, и мене ми се имаше случајно еден период, вежбаш постојано секојдневно, но не слабееме. Да, Тој контраефект, што се случува во нашиот организам да го добиеме тој контраефект? ми се има случено и мене. Јас најмногу килограми што сум имала е 70, на моето 1,71 м. Тоа беше кога Многу не се. Одвека. Па за мене се многу. Да. За мене се многу. Мене нормално ми е околу, ајде да не претерувам, од 62 до 65. Но Како се случува тој контраефект? Кога премногу се оддаваш и мислиш цело време си преокупиран со бројки, дали бројки во калории, дали бројки во чекори, дали да тренираш еднаш, дали 2 пати па теретана, пример пешачење, и тогаш мислам дека колку повеќе ти се оптеретуваш со тоа да мора да очекуваш некои резултати за 1 месец или за 2, толку и покасно стигнува тој ефект. Затоа секој треба да му даде на своето тело, да кажеме, период и телото да се навикне на тоа што, пример, ако си тренирала 3 пати неделно, Така. па сега зголемуваш, на телото му треба време да се прилагоди, на тој темпо, процес, така, на тоа темпо, за да очекуваме и ние некои резултати. Исто и со храна. Пример, ако секој ден јадеме брза храна, па после извесен период авокадо, салата и слично. Тоа е шок за организмот. Па да, тоа е шок и не може да очекуваме брзи резултати. Овде кажи ми колку реформер пилатесот помага на намалување на стресот и на анксиозноста. Знаеме дека сега анксиозноста е збор кој многу често се користи, сите луѓе имаме стрес. Колку тоа исто влијае на намалување на стресот? Да, многу влијае, затоа што ќе ги цитирам зборовите на клиентките кога ќе ми кажат одвај чекав да дојдем на реформер пилатес, затоа што овде е буквално 1 час тие се исклучуваат, бидејќи самиот тренинг бара ти да бидеш сконцентриран, да ги контролираш движењата и да имаме правилно дишење. Затоа што со сите тие, да кажеме, процеси, ти се оттргнуваш од денот и ги оставаш мислите тој час кога си на реформер, да. И затоа знаат да кажат овој ми е најомилениот дел од денот. Еден саат си исклучен од сите обврски и активности и немаш саат таму. Да. Никој не знаеме колку е часот и кога ќе заврши тренинг. А често те прашуваат, уште колку има? Уште колку има, јас уште од почетокот имав и купено саат, но го немам ставено баш од таа причина. Ама од прилика знаат кога ќе заврши нози, пример, знаат дека иде што ги очекува, да. Еве моја препорака, менувај. Менувај, да не ставаш во таква ситуација, да не знаеме што и колку не чека. Да, менувам само од фискалниот апарат, имам саат. И обично знаат она што ќе биде на последниот реформер, кога ќе прашаат колку е часот, таа се подоба да биде. Што најчесто слушаш на часовите, на што најмногу се жалат девојките, нели, кои вежбаат, или еве на првиот час? Што најмногу им пречи или им тежи или не можат? Па да, на првиот час знаат често да кажат лесно изгледаше на интернет. Да, ама гледаат дека е спротивно и дека не е толку едноставно, далеку од тоа да справат машината е нешто комплицирано, таа е едноставна и безбедна, но првите некои, да кажеме, коментари се дека самите клиенти гледаат дека тоа е нешто поразлично. Се чувствуваат добро и се полни со енергија. Мене ми е многу важно, бидејќи ги гледам како групите сами се групираат кој со кој да дојде на реформер, бидејќи и воедно си разменуваат пријателства. Так. Да, многу често знаат да ми се јават да ми кажат може ли друг термин да ми најдеш со другарка да дојдем заедно. И баш се радувам што
Си ужива Си во ужива, времето да, додека се да. се вежба. Да. Имаше интересни идеи, можам да кажам, иновативна си. Ми спомена дека имаш правено за Валентайн пакети да вежбаат машко и женско, дечко и девојка или маж и жена. Како помина тоа? Имаше ли интерес? Посебно за мажите ме интересира. Па да, беше интересно, девојките им беше пресмешно, затоа што немаше маж, односно партнер што им беше, што не го почувствува тоа тресење на нозите. Значи, буквално сите, но тоа е и доказ дека не е дека машката популација не вежба нози, пример, во теретана, затоа што сите кои што дојдоа со своите девојки, мислам дека беа околу 8 пара, само еден да не беше, да кажеме, со физичка активност. Сите останати имаа физичка активност, вежбање во теретана. И пак им беше тешко. Им беше тешко, да, бидејќи, да кажеме, тој тренинг стави повеќе акцент на глутеус, на задник, а машките не го вежбаат тоа. И затоа и го почувствуваат тој момент на тресење. И им беше како предизвик како да го направат тоа, бидејќи не знаеа од каде да почнат. Така. Да. Им признаа на женските дека да, ве бива, признаваме. Се случи тоа или не? Па, имаше интересни коментари во стилот, стварно не било толку лесно. Да. Па ќе ни оддадат признање. Да. Кажи ми, немам видено освен нели твојот партнер кој не е инструктор на часовите. Не знам дали има во Струмица интерес од машките да вежбаат реформер пилатес. Па после тој, да кажеме, ивент за Валентайн, околу 80% од девојките што беа со своите партнери ми кажаа дека се заинтересирани да дојдат да тренираат барем 1 час неделно реформер. И сега, бидејќи сум во образование, јас работам во образование, и кога ќе се ослободам за време на летниот распуст, планираме да направиме некои термини што ќе бидат само за машка група. Машки, да. Мислиш ли дека има се уште таа стигма владе дека тоа е само женска дисциплина и дека не веруваат на тебе ти да бидеш инструктор, па тие мажи да те слушаат на тебе и да ги тренираш? Кај нас општо беше табу тема за маж да вежба реформер пилатес или општо класичен пилатес. И затоа и ни беше голем предизвик како ќе го прифатат Ѓорги, затоа што нели гледаме дека пример во светот секаде, јас и во Белград кога бевме на обука, обучувачот е маж и не мислам дека треба да има некои препреки. И баш сум задоволна што клиентките многу позитивно го прифатија Ѓорги, затоа што и тој е спортист кој што активно играше фудбал 15 години и со неговата дисциплина и спортските навики, стварно сум задоволна како го прифатија клиентките. Така. Да. Но како ќе те прифатат тебе, машки, кога ќе дојдат? Да. Тој предизвик помини го, па некој нареден подкаст ќе разговараме и на таа тема. Дали е само тренд ова или е начин на живот реформер пилатесот? Како треба да гледаме сите луѓе ние на тоа или какво е твоето гледиште, па потоа ќе разговараме и на менталитетот овде што го имаме посебно во Струмица. Разбирам зошто луѓето тоа го мислат, бидејќи денес социјалните мрежи се преплавени со видео од реформер пилатесот, но тие всушност го гледаат естетскиот аспект, но ако навлеземе подлабоко ќе видиме дека реформер пилатесот не е новина и не е создаден на социјалните мрежи. Причината за неговата популарност е тоа што луѓето гледаат, да кажеме, долгорочни резултати, подобро држење на телото, помалку болки, пример во грбот, во вратот и подобро, послободно движење на телото. Но трендовите често доаѓаат и си одат, а навиките остануваат и затоа прочитав, поправи ме ако грешам, дека пилатес, нели човекот кој го измислил тоа, всушност го измислил за да се работи со луѓе повредени, со повреди кои имаат војниците, па не знам спортистите од дамнешни времења. Значи не е нешто ново реформер пилатесот, така? Но претпоставувам дека еволуира сега и машините и начинот на кој се работи. Да, тие се, да кажеме, се унапредуваат. Секоја изработена машина е со некое напредно ниво. И затоа, пример... Мене би беше навистина чудно како со јажињата
ќе постигнам резултат на раците. Но еве имам резултат, се случува. Навистина е некој кој што сега зборуваме, нели, и тие некој што не знае, не ја има видено машината, што зборуваат овие, но навистина е импресивно како функционира тоа. Па да, најчесто знаат да ме прашаат и да кажат во стилот колку многу вежби имало на еден кревет, така го кажуваат наместо реформер, да. И тоа е баш, мене ми е предизвик секој нареден ден да измислам нешто ново, затоа што не ни даваат, да кажеме, на нас на обуката некои видеа или прирачник. Ние го имаме тоа, но тоа ќе ти помогне во првичната работа и во првите месеци кога ќе наблезеш. После долг извесен период сами ни доаѓаат вежбите. Аха, да, па тоа сакав да ве прашам, дали има точно одредени стрикно вежби кои треба да се прават или вие ваша задача е да правите вежби, да измислувате вежби секоја недела? Да, пример има, да кажеме, почетничко ниво. Овде се вежби кои што се прават исклучително на реформерот и, да кажеме, полесна варијанта. Затоа што на напреден, да кажеме, на почетник не може да му дадеш, не знам, напредна вежба, бидејќи не може да го изведе тоа движење и секако нема да биде спремен на тој чекор. И затоа ние, јас секогаш велам позади сцената имам многу повеќе работа, многумина го гледаат тоа, многу повеќе гледат што се случува за време на тренинг. Ние буквално секој ден и секој вечер кога го гледаме распоредот, мислиме кој што ќе работи. Значи, пред време ги спремате тренинзите за нас. Да. Гледајки на нас, ајде да и дадеме намери тоа да вежба денес. Да. Која е најтешка вежба? Јас знам која ме беше мене, ама вие како инструктор, да ја знам. Генерално, да, која е најтешка и кој би бил, нели, ако јас сум 2-3 години веќе, па искрено прилагодена, што би било најтешка фаза која би Па искрено предизвик им е на сите и сите сакаат да направат шпага. На реформер пилатес. Како ќе направат таму шпага? Па кога доаѓа моментот за растеглување, и јас скоро секој час им давам да истегла пример долен дел нози и има коментари, се спуштам секој час пониско и нив им е предизвик да направат шпага. Но тоа сепак доаѓа и со редовност, затоа што, пример, ако доаѓаш еднаш неделно или, пример, ако правиш еднаш неделно шпага, пример, вежби за шпага, не класична шпага, не е доволно. Имам девојка која што, пример, прави и машка и женска шпага и таа ми кажува дека таа секој ден го прави, има едно видео што го прави за растеглување. И ми кажува, ако еден ден не го направам тоа, јас следниот ден ми оди многу потешко. И треба редовност за да одржува Дисциплината е битна. Какви се струмиченки, ајде да кажеме, што кажува твоето искуство? Дали тие повеќе го сметаат како тренд, па идат само да се фотографираат или навистина вежбаат? Па навистина вежбаат, мене ми се интересни затоа што и тие се љубопитни, што следува секој нареден час, затоа што ние гледаме да им правиме некои комбинации или пример кога ќе постираме видео, знаат да пишат ова ли ќе го правиме утре. И баш се радувам што се заинтересирани, да, и што одвај чекат да дојдат. Мене тоа ме фасцинира. Дани, ме интересира, знам дека на почетокот нели спомнавме кој се може да вежба реформер пилатес, но пак и те прашам како да препознаеме дали реформер пилатесот одговара за нашето тело или не? Дали постојат некои одредени ситуации во кои ти како инструктор ќе дадеш насока реформерот не е за тебе, не знам, некои здравствени причини или како и да е. Тоа е многу едноставно, бидејќи после дали е реформер пилатес или било која друга физичка активност, самиот клиент треба да се чувствува многу подобро отколку пред тренингот и не зборувам за замор, туку зборувам за општата состојба, доколку тренингот ти создава болка, стрес или не болка како не болка како нашто не боли додека вежбаме, тоа не важи. Да, или чувство да се пресилувате, тоа е знак дека таа активност не е за вас.
И затоа кој ќе понајдете активноста која што може да ја практикувате, Так. и вежбањето престанува да биде обврска и станува дел од вашата секојдневна рутина. Так, како ги мотивирате клиентките, ајде ќе кажам, нели, после првиот час, претпоставувам дека има и некои кои кажуваат ова не е за мене, многу е тешко, ме заморува. Што е клучното за тие да треба да продолжат понатаму да доаѓаат? Па клучно е тоа што тие клиентки Многу е кажам, лесно може да се откажат затоа што мислат дека е многу тешко. така. А всушност ние гледаме колку можеме да имаме и индивидуален пристап и да кажеме дека не изгледа толку тешко и реално тоа е Так. сега по зависност од тоа кој каков отпор сака да почувствува. Има некои луѓе кои што не сакаат да почувствуваат болка. Ни се случува и тоа. И тоа е сосема коректно, И тоа е нели, сосема да коректно, не да. се вежба. Еве колегата од техника прашува, па не се навикнуваат после месец дена вежбање? Па истото ми го Не се поставуваат. навикнуваат, колеги. Да, истото ми го поставуваат и клиентките. Секојдневно го поставуваат прашањето кога ќе престанат да ме болат нозете или пример кога ќе ми престане тресењето, доаѓам 5 месеци. Или кога ќе престанам да се воспалувам. Затоа што буквално не постои жена која што активно е кога сум отворена, имам што доаѓаат уште од првиот месец Так. и до ден денес се уште се воспалуваат. Так. Да, и Затоа тоа е што- сосема нормално. Сосема нормално е тоа за Да. реформи, затоа што ако одеме нели на теретана, веќе ги навикнуваме мускулите и знаеме да кажеме после 5-6 месеци не чувствувам бенефит од Да, тоа вежбањето. е и тоа е да кажеме како предност кај реформерот, што не активираме ние посебна група на мускули, туку го активираме целото тело. Не вежбаме одредена мускулна група. Секој тренинг Секој тренинг, се активира да, цело целото тело. Да. Прочитав во еден извадок така на онлайн, нели, се подготвува за подкастот, дека важни се грбот, стомачните мускули, тие што го држат телото. Многу е битно, посебно кај оние кои што имаат проблеми со грбот. Тоа е затоа што имаат слаби стабилизатори на трупот и затоа е многу битно додека вежбаме реформер пилатес да се сконцентрираме на лумбалната и на стомачната мускулатура, затоа што со правилно дишење и правилно движење и ние самите ќе се чувствуваме добро. Бидејќи јас затоа секогаш им зборувам да дишат, некому тоа изгледа смешно и непријатно. Знам дека им е непријатно, затоа што, пример, тоа е како, ајде да кажеме, звучно, наш, додека дишат се слуша и ним им е непријатно да се слушаат меѓу себе. Но секогаш им кажувам дека ние сме таму околу 5 жени и нема потреба да им биде непријатно, затоа што многу подобро ќе се осеќаат и многу полесно ќе ги изведуваат вежбите доколку правилно дишат. Так. Да, ако со правилно дишење може да направат 20 повторувања, без дишење со 5 повторувања може телото да го почувствува тој замор. Так, тоа е всушност во секој вид на спорт така, нели? Да. Ако се правилно со правилно дишење имаш подобри резултати. Дани, ме интересира, мали можат да вежбат, деца? Па, кај мене нема се уште, да кажеме, тренинг за деца. Но дали е препорачливо? Те прашувам од причина што многу деца, нели, сега имаат проблем со држење. Да, со држење на телото. Прочитав дека реформер пилатесот го е препорачливо, нели, за добро држење на телото. Дали може да се користи во светот генерално, нели? Дали е тоа препорачливо? Па секако да, препорачливо е, само овде практикувам. Јас ако би требало да бирам и да почнам да се занимавам, пример, со тренинзи за деца со групи, тоа е сепак ќе барам индивидуален пристап од причина што бара посветеност и не е едноставно да се работи со дете. И сепак пред пример да го започнам тој процес, би барала да има консултација со лекар или со физиотерапевт. Так. Доколку дојде повреден кај тебе, со одредена повреда, не знам, колено, половина кичма, го пуштате веднаш да вежба или прво се консултирате? Па прво се консултираме, исто беше и за бремени. Имав доста бремени кои што пред нивната бременост беа на реформер пилатес и можем да кажам дека беа со успешен пораѓај природно.
И Значи баш ми тоа е драго. плюс бенефит, Плюс така? бенефит, Вежба додека беа бремени кај вас? Да, вежба имав 2 трудни кои што вежба буквално до 9 месец. И може тоа да се прави? Да, може. Безбедно е? Безбедно е. Едната клиентка го беше прашала докторот дали да престане бидејќи ќе влезе во 9 месец и он само ја беше прашал као ти како се чувствуваш и оно супер и они кажал никакво откажување до последно. Секоја чест и за мајките, нели, кои тоа го имаат направено, но и за вас како инструктори. Да, и истата сега таа девојка се врати и бевме во заблуда затоа што таа многу подобар баланс и многу подобро се движеше кога беше бремена. Сега е малку тешко, но тоа не е дека и ја изгубен балансот, тоа е дека телото си бара малку и да се присобере и да се врати во нормала. Но може веднаш после пораѓање, нели? Месец-два повторно да вежба. Да, сега се врати после 2 месеци со дозвола од лекар. Така, секоја често. Не го знаев дека може да вежбаат и бремени. Ми спомна за идеја дека сакаш да организираш мајки со деца да вежбат. Да. Тоа е прекрасна идеја, јас веднаш кажувам. Не знам кога ќе се реализира, како, што. Како ти е замислата? Па во организација со СФест бев поканата да бидам дел од таа програма. Тие ќе имаат како презентација на нивната програма, која што ќе трае, мислам дека беше од 24 јули до 26 во паркот во Струмица. И на 13 овој месец, 13 јуни, во сабота кај Дом на Арма, ќе имаме пилатес со деца. Тоа е тренд што го има насекаде, се беше насекаде во светот. Так. Пред некој месец имаше во Скопје. И имаше едно вирално видео низ социјалните мрежи, каде што они беа буквално само пилатес со бебиња, а сега ние на тој настан не ограничуваме да мора да биде бебе, може да биде и дете, пример до 5 годинки, може и повеќе, не е ништо. Нема граница, да. И мене ми е за да ја подигнеме и свеста, не само кај возрастните, туку и кај најмладите членови, да почнат и да бидат дел од секаква физичка активност која што е возможена од наша страна. Да. Колку социјалните мрежи даваат придонес во будење на свеста за поголема физичка активност? Пак ќе се вратам на тоа, дали само го чувствуваат како тренд сега, добро, ајде, таа глумица вежба, па ајде и јас ќе пробам, или навистина се менува мајндсетот кај нас, дека треба навистина да се вежба? Па се менува, да, и мислам дека и тие се, и социјалните мрежи се едни од главните причинители кои што многу луѓе почнуваат да вежбат, не само за тренд, него ги гледат и бенефитите и резултатите од самото вежбање, независно дали е реформер пилатес, дали е пример теретана, дали е трчање, се мотивираат. Так. Затоа што и многу врвни спортисти вежбат, пример, пилатес реформер. Так, да. Кристијано Роналдо, знам многу кошаркари, Везенков, Антетокумпо, грчкиот. Тоа, да, како што спомена, се надополнуваат нивните перформанси, така? Да, тие во својата програма внесуваат пилатес реформер. Ако може тие да внесуваат во својата, да кажеме, подготовка такво вежбање, не сметам дека е недостаток или предност за машките да почнат да се занимаваат со реформер пилатес. Так. Затоа што тие се едни од најдобрите спортисти во светот. Така да. Јас се надвам дека после овој подкаст ќе поттикнеме од машката популација да закажат термин и да вежбаат. Би било интересно да вежбаме заедно машки и женски, нели? Да не се делиме, да нема никаква дискриминација. И да ја разбиеме таа стигма, дали ќе биде женско инструктор, машко инструктор. Јас навистина ми е задоволство кога гледам дека вие двајца таму сте ангажирани, работите и ја градите таа ваша успешна приказна и навистина ми е мило и како што кажа и на почетокот, ние како Биди свој сме секогаш расположени да ги споделиме тие успешни приказни, иако сме мало место ние во Струмица, имаме многу што да кажеме. Имаме кратки прашања, Дани. Здрав дух значи? Здрав дух значи да се чувствуваш добро во своето тело. Кој е најголемиот мит за реформер пилатесот? Дека е лесен и дека е за жени.
Но, потоа се кажува спортивното, подобро е да вежбате 20 минути или воопшто да не вежбате? Подобро е да вежбате 20 минути отколку 0 минути. Добро. Еден совет за подобро држање на телото. Чекај да се исправам. Помалку скролање, повеќе движење. Аха, на телефонот. Добро, деца, слушајте. Совет за подобар ден. Започни го денот со движење, макар да биде и 15 минути. Дисциплина или мотивација? Дисциплина, затоа што мотивацијата доаѓа и си оди, а дисциплината останува. Мотивацијата е како понеделничка диета. Сите викаат од понеделник ќе дојдам да вежбам и од понеделник сум на диета. Објасни ми го реформерот во 3 збора. Реформер Пилатес во 3 збора. Како би го објасниле? Тресење, потење, зависност. Аха, добро, ми се допаѓа. Што би им порачале на луѓето кои сметат дека еве касно е да започнам со вежбање? Никогаш не е доцна да му дадете на телото и умот внимание, бидејќи еден ден телото ќе ви биде благодарно. Значи и во повозрастни години, ако се решиме да дојдеме на реформер Пилатес, никогаш нема да биде касно. Вратите се отворени кај вас во секое време и за секого. Треба ли да бараме совршено тело? Не постои совршено тело, не постои ни совршен човек. Сите ние треба да се оградиме на тоа како ние се чувствуваме. Совршено тело и совршен човек. Да бидеме здрави, тоа е пред се нели најбитно, и да се чувствуваме убаво во нашето тело. Така да. Прочитав еден изводок дека реформер Пилатесот не е само тренинг, туку е процес на запознавање со сопственото тело. Да, тој не учи подобро да се запознаеме и да си го слушаме своето тело, да се движиме поквалитетно и да создаваме навики кои ќе ни служат со години. Не барајте совршенство, барајте континуитет, бидејќи малите чекори направени секој ден носат многу поголеми резултати од големите промени кои што траат кратко. Затоа здравието не е дестинација, туку начин на живот. Так, треба да се стремиме да бидеме пред се здрави, да имаме здрав дух, другото доаѓа се поред. Дани, јас ти благодарам на овој убав разговор. Мислам дека го доближивме реформер Пилатесот до јавноста, до сите оние кои се прашуваа што всушност значат оние кревети таму и што всушност бенефити имаме од тоа. И се надевам дека Струмичани ќе се подигне уште повеќе свеста за вежбање и со здрав дух. Да. Благодарам на поканата и јавно сакам да се благодарам на моите родители кои што ме поддржаа мојот сон да стане реалност и на мојот партнер Ѓорги, кој што сега сме тим. Така. Благодарам и јас за вас што ни го разубавувате неделата со 2-3 часа, нели, неделно вежбање. И јас навистина морам да ти признам дека се чувствувам убаво на вашите частови. Иако знаете да не малтретирате малку повеќе, но на крајот, кога ќе заврши се тоа, се чувствувам многу убаво. Вие сте прекрасни инструктори двајцата, продолжете и понатаму. Мислам дека ќе имаме уште успеси за кои да зборуваме во иднина и се гледаме на вежбањето Пилатес во природа. Мислам дека така. На 13 јуни. Да. Ви благодарам и вас за вниманието со кое не следевте овој подкаст и секако се гледаме наредниот подкаст.